Саметот на НАТО главна тема и во секојдневните муабети на граѓаните. Најголем дел од нив разочарани, бидејќи Македонија и годинава остана извисена од големите сили. За едни, виновна е само Грција. Зашто грците причат. Тоа е се заработа. И до кога тоа никој не може да знае. А грците никога нема да попуштат. Другите пак се сомневаат во актуелната политика и бараат подобро представување на земјава пред светот. Да се остави добар впечаток за државата и заслужно. А оставаме? Па не знам, не сум толку сигурен дека оставаме. Сепак, речисите се согласуваат дека во овие моменти кога безбедноста во државата останува кревка, НАТО е најдоброто решение и единствена шанса за Македонија. Па без НАТО ние ќе бидеме као месо фрлено надвор, сите што се прождрливи, што сакаат месо ќе не разграбаат. Ние не можеме без НАТО да обстанеме. Мора да сме негде вклучени. Инаку сам човек ништо не прави, така една држава е потребно НАТО. Треба зашто немири повеќе има веќе во самата земја, посебно во и северниот дел и така. Би било пожелно да бидеме во НАТО, но сега ако бидеме, ако не, ќе почекаме. Оние кои се против НАТО објаснуваат зошто е така. Па не сакаат. Што бараме кога не сакаат? И покрај јавното мислење, премиерот наместо на самитот во Чикаго сепак се одлучи да остане дома. Граѓаните се оправдување и за него. Велат, и онака патувањето ќе било бесцелно. Се знаеш отворено дека нема да биде ништо и затоа премиерот не сакаше да оди, бидејќи да така на високо ниво, бидејќи како и НАТО дури не подценува во тој поглед. И на самитот во Чикаго повторени се заклучоците од Букурешт. Членство за Македонија во НАТО нема, се додека не се затвори спорот за името со Грција. Иако беше адут во рацете на македонските власти, не помогна ниту пресудата на Меѓународниот суд на правдата, според која Грција во Букурешт ја прекрши времената спогодба и го спречи влезот на Македонија во НАТО. Граѓаните остануваат согласни. НАТО е единствената гаранција за безбедноста во земјава.